Оваа година имаме отприлика 11 излагачи, сите од Македонија. Воедно денеска е и Рекорд Стор Дей, празник на плоча кој се слави низ цел свет. Така да се трудиме на истиот датум да го организираме и нашиот саем. Инспирација за вакво нешто беше па првично љубовта, моја лична љубов кон грамофонските плочи, кои ете ги имам запознаено од моите родители дома и цел живот си слушам на нив. И дефинитивно има интерес. Секоја година секоја втора година менуваме локација на се поголемо и поголемо место да ја организираме ова конвенција или саем на плочи. Првите 4 години менувавме локација од бар, клуб од помал па во поголем и се така натаму да стигнеме еве последни 2 години да го организираме во културен центар Трајко Прокопиев во Куманово, бидејќи нивниот хол внатре е доста голем, каде што можеме да се сместиме сите како излагачи. Па морам да признам дека по старите генерации још увек бркаат некои XU бендови и XU плочи, каде што за разлика од младите луѓе кои секоја година ги гледаме во поголем број, млади луѓе, мислам, од 16-17 години па нагоре, што се завраќаат на грамофонска плоча како форма за слушање на музика и купуваат доста 90-ти години бендови и албуми, од прилика цел тој гранж момент од 90-ти години, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, тоа е доста тражено. Исто метал музика е многу често прашање дали имате. Предизвици како излагачи, да кажеме, и како во некои случаи продавачи на втора рака или секонд хенд плочи, и дефинитивно имаме, бидејќи законот за секонд хенд мислам дека не ни постои во Македонија. Во други држави е некако изрегулирано тоа и е поедноставно. Кај нас мислам дека воопшто не ни постои закон за секонд хенд. Тоа е едниот проблем од страна нели на излагачи, а од страна на организатори воопшто компании, фирми од Куманово, од Македонија немаат слух за спонзорирање и подршка на ваков тип на културни настани. Се почесто луѓе слушаат музика нели онлайн, никој не е заинтересиран за физички изданија, за физички да ужива дома да слуша музика и така натаму, и како од една страна љубов кон грамофонските плочи, од друга страна како некој мој револт спрема тоа слушање дигитална музика и, да кажам, неквалитетно слушање на музика онлайн. Се решивме 2020 година пред корона за прв пат да го организираме овој настан.